Радувай се, избавителке на заробените. Така и пееме на Пресвета Богородица. А кои се заробени денес малко и имаме заробени во животот? Заробени може во многуте земји во светот да бидат од различни крајеви на земјата. Но заробени не сме ли ние, браќи и сестри, кои не има заробено смртта? Ние сме и живееме и пребиваме во смртта и неизини сме заробеници, а некои до крајот на животот не знаат дека се слуги на смртта и заробеници на смртта. Ете, од смртта не избавува Пресвета Богородица. Како? Така што го роди Избавителот, Искупителот наш Господ Исус Христос. Го роди онај кој може да не ослободи од смртта. И затоа и самата постана избавителка на заробените. Затоа што само на тој начин што го роди Избавителот наш од смртта и таа е стана избавителка од нашето заробеништво на смртта. Затоа ја почитуваме како општа мајка на сите. Меѓутоа Свети Кирил Александрийски вели дека Богородица е црква, а тоа ако ние велиме е општа мајка на сите нас, тоа значи не раѓа сите нас во нејзиниот Син, Бог и Спасител наш. И исто како што и црквата не раѓа сите нас. Затоа ја нарекуваме Богородица црква, а црквата слободно можеме да ја наречиме Богородица. Не раѓа сите нас, не е за обичен живот, не е за живот во смрт, туку за живот во вечност. И тоа е многу значено. Има разлика меѓу раѓањето со кое не раѓаат нашите мајки, кои им сме вечно благодарни, зашто и без нивното раѓање не ќе можеме да летиме во вечноста. Меѓутоа, уште позначајно раѓањето со кој не раѓа црквата, а тоа значи Пресвета Богородица, не раѓа за вечен живот. Затоа и сме бескрајно благодарни. Затоа ја викаме мајка на сите мајки, зашто таа е мајка и на нашите мајки. А тоа значи дека не раѓа сите нас за вечност. Тоа е многу важно. Не раѓа сите нас за вечност. Нормално физички не има сите нас родено. Меѓутоа со тоа што го раѓа Избавителот наш од смртта, не раѓа сите нас за вечност. Затоа ја почитуваме, затоа ја славиме, затоа ја воспеваме, затоа на ивови песни пееме. Особени песни какви што е овај Богородичен акатист кој го служиме во Светата 40-ница. Денеска ја отслуживме третата статија, останува уште четвртата статија во наредниот петок и после целиот акатист, односно акатистна гимна во петиот петок на Светата 40-ница. Го пеем и нејзиниот кондак, утре благовештение. Утре се софаѓа ретко, ама ете се софаѓа благовештение со третата недела, или како ја викаме крстопоклона недела од Светата 40-ница. Е тогаш на празникот на благовештение ја осознаваме целата смисла на сите празници во црквата. Зашто ниеден празник немаше да постои ако не постоеше утрешниот празник, зад утрешниот празник на благовештението.
Во нашата православна црква сите празници почнуваат од благовештението, затоа што благата вест што ја дои Богородица и ја прифати, ги отвори перспективите за празниците во црквата. Нека милоста на Пресветата биде со сите вас. Нека Богородица постојано биде ваша помошничка во сите дни на вашиот живот, затоа што единствено таа може да ни избави од служењето во заробеништво, како што ни избавува сега и секогаш и во сите векови.